Независно дали е поврзано со натрешна или надворешна политика. Владата се обврза во програмата да ги промовира правата на ЛГБТ заедницата и се надеваме дека тоа нема да биде само парче хартија, вели Иван Менкиновски од Центарот за поддршка на ЛГБТ. Тој додава дека личните ставови на пратениците не сме да предизвикаат омраза и дискриминација. Македонските граѓани имаат капацитет да ги припатат овие промени. Сите промени, некои повеќе од другите, се тешки, но сепак се важни за ова општество да стане она што нели сите сакаме, мултикултурно, толерантно и модерно општество. Заедницата која што беше таргет на многу напади во минатите години, таргет на политичка пропаганда од центрите на моќ, но сепак заедницата опстои, е посилна секој ден. Највозрастниот пратеник во собранието Бранко Маноловски од ДУИ вчера на седница на Комисијата за политички систем и односи меѓу заедниците побара да се легализираат истополовите бракови во Македонија. Како што рече тој, геј луѓето се прекрасни и тие треба да добијат еднакви права. Дебатата за новата иницијатива со исто темпо продолжи и денеска. I have lots of homosexual who work for me. Имам многу пријатели кои се хомосексуалци. Тоа се вредни луѓе, честни интелектуалци. Ние не можеме да го измениме тоа што постои во сите држави, па и кај нас. Сакали или не, тие ќе бидат дел од иднината. Дали го прифаќаме тоа или не? По неговата изјава следуваа низа реакции на седницата на комисии за политички систем. Некои членови од ВМРО ДПМН исмејава иницијативата на пратеникот Манойловски. Подобар израз е заедно за раце и сите одиме нагоре. Метафора бе се. ВМРО ДПМН нема ништо против индивидуалните слободи и изразување на сексуалната определба, се додека тоа е според законот, вели пратеничката Благица Ласкова. Без никаква дебата и без никакви аргументи, власта, предводена од СДС и ДУИ, на јавноста вчера кукавички и го подметна предлогот за легализација на хомосексуалните бракови, кој може да биде вовед во идно овозможување на посвојување на деца без родители од хомосексуални двојки. За Африм Гаши од Беса во Македонија се прифатливи само вредностите на традиционалното семејство. Подпредседателот на СДСМ Мухамед Зекири на неговиот Facebook профил постираше религиозна изрека од пророкот Мухамед, која често се користи во контекст на осуда на хомосексуалноста. Зекири вели дека е против хомосексуалноста и геј браковите и тоа представува негов личен став, иако социјалдемократите се залагаат за вредности спротивни на неговите верувања. Инаку, членот 6 од Уставот на Република Македонија вели дека бракот е со закон уредена заедница на живот на маж и жена, во која се остваруваат интересите на брачните другари. Делови од овој член беа сменети пред 2 години иницијатива на ВМРО ДПМН. Претходно во законот за брак не беше прецизирано дека тоа представува заедница помеѓу маж и жена.